Повисоки даноци, отпор кај олигарсите, избрзана реформа на владата или почеток на социјален баланс меѓу богатите и сиромашните. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски сомети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Денеска во ексклузив. Маријана Станојковска и Пеце Наумовски чекаат бебе. Ексклузив ви го открива Полот. Висока мода или селска приредба. Погледнете што забележавме на модната недела во Скопје. По многу години, брейк искрено и отворено пред камерата на ексклузив. Сите гафови на Наум Петрески. Гледајте ексклузив вечерва, 18:30 на 1 ТВ. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте Возење со Вучиќ. Внимание! Мода со Сергеј Варошлија. Внимавајте како се фотографирате и што облекувате. Гледајте не во новото издание на Студио 1 секој работен ден на тема мода со мене Сергеј Варошлија. Ке биде оштро. Хаштаг ке ми пукне душата. Бидете со нас. Од локални шерифи, советници, градоначалници до сериозни бизнисмени. Тврдата градба ја уриваме со факти и документација. Откриваме кои се луѓето кои го узурпираат јавниот простор за сопствено богатење преку корупција. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Македонски инсайдер. Наскоро на 1 ТВ. Денеска во Студио 1 ќе гледате за можниот затвор на Никола Груевски. Колку и на каков начин екс-премиерот им се огреши на луѓето во оваа Македонија. Зошто од државата направивме заробена и затворена. Дали и на каков начин тој ќе издржува казната во Скопје, во Шутка или во Идризово или можеби во Куманово. Какви ќе бидат последиците за неговото семејство и за неговата партија. Во отворено студио за и околу митот на Никола Груевски. Кога го најавувавме овој денешен блок посветен на перспективата на Никола Груевски со предумисла дека е возможно да остане политички фактор, иако е се уште политички ментор на раководството на ВМРО ДПМН, имавме само една дилема, дали е денеска или утре ќе биде донесена конечната одлука, дали ќе му биде одземен мандатот, пратеничкиот мандат на Никола Груевски. Иако сите и кулуарски и јавни проценки зборуваат дека заминувањето на Никола Груевски најверојатно нема да се случи оваа недела, заминувањето во затвор на издржување на првата казна од серијата обвинителни акти што се во овој момент процесуирани во правосудниот систем на Македонија. Во меѓувреме, нашата Весна Велкова од Собранието јави дека Талат Џефери, спикерот најави, односно рекол дека на Никола Груевски денеска, на пратеникот Никола Груевски денеска му е издаден сертификат дека е член на Уставната комисија.
колку тоа може да му помогне на екс-лидерот на ВМРО ДПМН во пролонгирањето на отслужувањето на судската одлука, ќе се види во наредните неколку денови. Факт е меѓутоа дека денеска во парламентот, во судот во Скопје се споени Тврдина и Талге, двата предмети, не денеска споени се подолго време, но денеска почна со слушувањето на еден од двајцата свиркачи Лазаревски, кој практично ги изнесе снимените разговори и тие добија публицитет преку храбрите политички и безбедносни проценки на тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев. Нашиот Антонио Крстевски денеска е испратен во Скопскиот затвор да види под какви услови би можел да се добие некако спецтретман на издржувањето на казните за дел од така наречените ВИП осуденици, бидејќи постојат одредени простории кои можат да служат на тој начин, но веќе повторив неколку пати дека Никола Груевски ќе биде третиот премиер на Балканот кој ќе заврши со затворска казна. Јанес Јанча, словеничкиот премиер, успеа да издржи и да се врати на политичката сцена. За Иво Санадин, за хрватскиот премиер, тоа не беше случај. Она што се обидовме да направиме еден телевизиски колаж на слика и збор, нашиот Чаловски се обиде да го тестира низ обкружувањето на екс-премиерот таму каде што живее, на улица Бихачка, и што за него мислат дел од сограѓаните, односно блиските трговски дуќани. Еве што забележи камерата на Чаловски и што ние разговаравме со него од 14 до 14:30. Нашиот репортер Владко Чаловски денеска се обиде да направи еден преглед на маргините, каде и што се случува во комшиското обкружување на Никола Груевски. Тој е во студиото. Успеа да влезеш во зградата каде што инако и натаму се чуварите кои му припагаат на екс-премиерот. Така чом токму тој ми беше замислата. Велам, ние ги знаеме мислењата за Груевски од неговите соработници, преку медиумите, преку оно што секојдневно го работиме, но никогаш не сме слушнале, нели, што мислат комшиите, каков комшија е Груевски, односно оние најблиски, но сепак далечни од Груевски. Утрово, да, влеговме внатре во зградата, меѓутоа многу слаба е раздвиженоста внатре во зградата, бидејќи учтиво, не на портирница, не праша кои сме, како сме, што сме, по некаде 5 минути пауза ни дозволија да влеземе внатре. Влеговме внатре, меѓутоа немаше раздвиженост. Комшиите веројатно или порано одат на работа, или знаеа дека овде се камерите. 9 часот дека ќе се раздвижуваат корзо пред апартманите на Никола Груевски. Мислам дека погрешна перцепција си направил. Што ти рекоа луѓето од обкружувањето, таму каде што пазара и семејството Груевски? Така, симптоматично е тоа што, иако во Македонија важи она непишано правило дека луѓето не застануваат зад камера, така беше и со луѓето со кои што имаат локални бизниси или еве пекарите, маркетите, аптеките. Никој од нив не сака да зборува пред камера, меѓутоа еве настана од камерата за она што разговаравме е тоа дека Груевски имал обичај на 4-5 пати кога како што се сеќава да дојде сам внатре, да купи бурек, да седне внатре, но неретко се случувало и кога тој ќе дојде, некои од нив велат, обкружена е целата улица Павел Шатев или позната по меѓународот како Бихачка, која што е како забарикадирана додека е Груевски во маркетот или во аптеката, но најчесто тие работи ги вршеле неговите телохранители. Ги гледаат семејството Груевски на заеднички шопинг, например во обкружувањето со Боркица, со оглед на фактот дека во еден период се појавија порталски шпекулации кои одеа до мимикријата на семејниот живот, дека тие се пред развод или се во фаза на развод и така натаму, што
е легитимен интерес, особено во западната Така, медиумска сфера. Овде тоа така поминува бегло. Од она што тие го велат, повторно ќе кажаме дека да, Груевски не доаѓал секогаш сам. Пазарел со своето семејство во најблискиот маркет. Во една од пекарите седнали со својата сопруга. И како клиенти, бидејќи самите бизнисмени таму велат, ние ги гледаме како клиенти. Не го гледаме како премиер, како обичен граѓанин го гледаме. Ние сме били учтиви према него, тој бил учтив према нас. Немало никакви инциденти и не се пожалија за ништо. Се наоѓаме на улицата Павел Шатев, или како што е останато по меѓународот и познато Бихачка. Овде позадина се наоѓа зградата на господинот Никола Груевски, кој што додека беше прв човек на извршната власт, сепак остана овде и никогаш не се префрли во премиерската резиденција. За она што го мислат неговите најблиски соработници, веќе го знаеме преку медиумите. Но што мислат комшиите? Дали никогаш го виделе Груевски и што мислат локалните места? Дали никогаш ги посетил? Одиме да провериме. Здраво. Вие сте тука, така? Треба да се најавиме, сакаме, например, да снимаме горе комшиите на господинот Груевски едно друго. Може прво камерата да исклучиме, да не правиме вака. Може? Добро. Исклучите ја камерата. Луѓето на портерницата на зградата каде што живее господинот Никола Груевски беа љубезни и пуштија внатре во зградата, меѓутоа очигледно е дека раздвиженоста внатре е многу мала, па затоа не разговаравме или немавме можност да разговараме со оние најблиските, односно комшиите на господинот Никола Груевски. Меѓутоа кога разговаравме со луѓето од локалните места, локалните бизниси, кои што исто така не се расположени да даваат изјава пред камера, нели кај нас секогаш е стравот кога камерата ќе се вклучи, иако не знаеме зошто е тоа така. Сепак неофицијално зад камерата велат дека се случувало господинот Груевски и лично да влези во пекара, да влези во околните маркети, кога знаел често и да седне внатре. Во поедини места е различно. Некогаш околу него било и обезбедувањето, но знаел и со своето семејство да влезе внатре во, например, во маркетите, да пазарува и потоа најрегуларно како обичен граѓанин да си замени. Веќе ве информирав дека нашиот Антонио Крстевски беше со камера и со збор во Скопскиот затвор. Мислам дека во овој момент, откако нели снимаше внатре, па телефонот му беше исклучен заради што не можеше да биде, не можевме да го вклучиме директно во отворената програма во 14 часот. Мислам дека сега е Антонио на нашиот линк. Здраво, Антонио, како помина денеска? Попладнево? Добар ден, Чомовски. Попладнево го минавме во казнено-поправната установа Скопје во Шутка. Јас и колегата Горан Младеновски го минавме овој ден снимајки репортажа за тоа какви се условите во затворското оделение, во овој затвор каде што се издржува казна затвор до 3 години. Камерата на еден ТВ, колегата Горан Младеновски успеа да ја долови моменталната состојба во отвореното, полуотвореното и затвореното одделение тука во затворот во Шутка, каде што во овој момент од она што можевме да го видиме се вршат неколку реконструкции, односно поправки во неколку
оделенија во затворот. Како што претходно напоменав, го посетивме отвореното оделение, снимивме каква е состојбата во собите, исто така и во полуотвореното оделение, и таму снимивме каква е состојбата во собите и во какви услови ги одлежуваат затворските казни осудените лица. Го посетивме и затвореното оделение кое што се состои од 6 соби во кои што има 5 до 6 кревети, каде што во овој момент се за казната ја одржуваат 30 лица. Имавме можност да разговараме и со директорот Ѓоко, кој што во разговор за камерата за 1 ТВ истакна дека условите во кои што ги одржуваат затворските казни осудените лица се пристојни. Исто така и дека на наше прашање дали затворот е подготвен и за пречек на поранешниот премиер Никола Груевски, кој што е осуден на 2-годишна затворска казна, истакна дека подготвен е затворот и дека се очекува неговото пријавување на главната капија, како што е најавено на 8 месецов. Директорот истакна дека нема да има посебен третман, како што нема ни за другите, така нема да има ниту за Никола Груевски. Тонио, благодарам, мислам дека малку овој метеж е тешко да се стигне до студио 1, да се донесе материјал снимен, а имаме и некакви мали проблеми во неговото испраќање од тамо. Се надевам дека репортажата за тоа ќе ја подготвиш за утрешното издание на Отворено студио, чии домакини се Ацо Кабранов и Боријан Јовановски. Антонио, уште еднаш ти благодарам. Тоа беше еден кус преглед за нашиот обид да представиме што ќе се случи и што се случува околу можното издржување на казната на Никола Груевски. Неговиот портрет го објавивме во 14:30, а сега режеве молам да направиме шема што до сега гледавме и што ќе гледаме. Груевски пред затвор, тоа беше во изминативе 40 минути со репортерите Весна Велкова, Антонио Крстевски и Чаловски во студиото. Затворските услови ќе можете да ги гледате утре во Отвореното студио. А сега ви нудам еден блиц интервју на нашата Атовска со Магдалена Ламбовска од NGO Аналитика околу рейтингот и довербата на полицијата, што на еден индиректен начин е близко со целокупната оваа тема. И ја гледам дека сум јас во програма, го најав разговорот на нашата Атовска со Магдалена Ламбовска. Ако е тој подготвен, пуштете го, молам. Вие направивте истражување за тоа каква е перцепцијата за полицијата. Колкава е довербата на граѓаните во оваа институција? Оваа година довербата на граѓаните е околу 52% се изјасниле дека воглавно или целосно веруваат на полицијата, што ја става прва на листата на институции во кои што има најголема доверба, заедно со образованието. За жал, во однос на останатите институции, резултатите покажуваат дека довербата е многу ниска, односно помалку од 40% во однос на сите останати институции. Граѓаните рекле дека главно имаат или целосно имаат доверба. Со тоа што би рекла дека имаме благ пат на довербата во полицијата, меѓутоа генерален пат на довербата во сите институции, ако се споредат резултатите од минатата година. Тоа ме беше следното прашање. Се забележува пат на довербата во 3 последователни години. Според вас на што се должи тоа?
Мислам дека тоа што последните неколку години бевме изложени на политичка криза, понатаму голема неизвестност во однос на тоа во кој правец би се движала државата. Исто така оваа анкета беше спроведена во септември, значи дел период пред референдумот, неколку недели, така што можеби тоа има одредено влијание врз однос на тоа граѓаните да не можат да перцепираат некоја, да кажеме, политичка стабилност, каде што институциите ќе се функционираат, ќе се работат во однос на самата намена за која што се нели воспоставени и дека ќе продолжат реформите во однос на самите институции. Во однос на полицијата би рекла дека изминатите неколку години навистина беше изложена полицијата во различни настани кои што имаа политичка позадина, во однос на настаните во собранието, односно она што го викаме сега веќе окрвав четврток, понатаму бројните протести низ годините каде што полицијата беше навистина критикувана во однос на тоа како се справуваше со обезбедувањето на самите протести и односот спрема демонстрантите, сепак праќаат една порака до граѓаните кои што си има свој резултат, своји консеквенции, дека се намалува довербата во оваа институција. Во однос на делот од истражувањето за регионот, Македонија е една од државите кои има пониска доверба во полицијата. Косово, например, има далеку граѓаните на Косово има далеку повисока доверба во нивната полиција. Но што се должи ова? Каде е нашата полиција во однос на полициите во регионот? Така, резултатите се, да кажеме, околу 50 до 60% се движи генерално довербата во полицијата на регионално ниво, односно Македонија, Албанија и Босна и Херцеговина отприлика има слични резултати, околу 50 и некој процент, да кажеме. Србија и Црна Гора довербата е 62%, додека Косово бележи исклучителен раст во довербата, односно дури 80% се изјасниле дека има доверба во полицијата. За резултатите не би можела да дадам погенерална слика, бидејќи зависат од однос на тоа каква е генерална довербата во сите останати институции во една земја, па каде тука котира полицијата, да кажеме, споредено со останатите, или пак може одредени случаеви, конкретна реформа која што се спроведува, или пак можеби некој инцидент да влијае на перцепциите и да има влијание врз однос на тоа како што мислат граѓаните. За крај само уште еден сегмент во однос на корупцијата. Каква е перцепцијата на граѓаните, колку е корумпирана полицијата и каде се главните пропусти? Главно полицијата котира, бих рекла, прилично високо, односно во делот на институции каде што над 60% од граѓаните се изјасниле дека имаме распространета корупција, дали во голема мера или до највисоко ниво. Највисока е перцепцијата за корупција во судството, за жал, понатаму исто така обвинителството, царината, полицијата, понатаму исто така Државна комисија за справување со корупција, исто така котира, би рекла, доста лошо, така што се движат во тие некои рамки. Меѓутоа, исто така перцепциите се дека и во останатите институции имаме навистина висок степен на корупција. Според нашите прашања, кои што повеќе беа во насока на тоа во чии интерес делува полицијата и какво е влијанието на политичарите врз работата на полицијата, јас би рекла дека има високи перцепции за политизација, односно од тоа дека полицијата не действува како сервис на граѓаните, односно само 1/4 сметат дека полицијата најпрво делува како сервис на граѓаните, меѓутоа сите останати мислат дека тоа е во интерес на одредени групи, дали тоа е владата, политичките партии или пак луѓето кои што се на највисоки позиции во полицијата. Во однос на прашањето во чиј интерес најмалку делува полицијата, исто така најмалку делува како сервис на граѓаните, а потоа следат останатите сегменти, така што ни дава една насока во однос на тоа како се движат размислувањата на граѓаните. Исто така во однос на вработувањето се смета дека пред се зависат од политички конекции,
и исто така се смета дека политичарите имаат директно влијание врз оперативната работа на полицијата, така што би рекла дека во наредниот период треба да се посвети на вистина големо внимание, веќе се отпочнати одредени процеси, меѓутоа треба уште со поголем интензитет, но уште посериозни зафати кои што би резултирале со деполитизација, професионализација на самата полиција и што ќе следи менување на перцепциите, кои што и не е така лесно да се сменат преку ноќ, бидејќи се работи за генерална слика која што граѓанинот ја гради меѓу себе и односно каков е впечатокот кој што го има во однос на одредена институција. Добро, очекував можеби поголема критика кон актуелните полициски акции и ефикасноста, но Магдалена Ламбовска соопшти каква е довербата, односно недовербата во полицијата наспроти регионот. Александар му се извинува на Александар за 3 минути одземени од ТВ Вестите. Ти благодарам, Чомовски. Време е да ги проследиме вестите со најновите информации. Почнуваме веднаш по кратката најавна шпица. Го следите најновото информативно издание на Еден ТВ. По трагичниот настан во Гостивар, откако 17-годишна девојка падна и се удави во Вардар, не стивнуваат реакциите од јавноста. Премиерот Зоран Заев најави измени на законското решение за справување со ваквите проблеми во иднина. Градоначалникот на општина Гостивар, Арбен Таравари, изрази огромно жалење и побара да не се прават политички драми. Бројни реакции во јавноста предизвика вчерашниот трагичен настан во кој една средношколка од село Здуње Гостиварско го загуби животот при давање во реката Вардар, а бегајќи од кучиња скитници. Премиерот Зоран Заев изрази жалење за трагичниот случај во Гостивар, каде 17-годишната девојка се удави бегајќи од бездомно куче кое ја нападнало во градскиот парк. Како што рече Заев, тој како градоначалник има лично искуство во справувањето со бездомните кучиња. Премиерот проблемот го лоцира во законите кои, како што рече, се премногу комплицирани и треба да се направи нова регулатива која ќе го организира функционирањето на шелтер центрите. Веќе размислуваме на промена на легислативата во пофлексибилен начин, кој што ги почитува меѓународните стандарди за заштита на животот на животните, ама при тоа ќе може Република Македонија тоа да го спроведе. Затоа што вакви изгрижувачки центри за кучиња скитници во Македонија има ретко. Скопје има, кое што е со слаби услови, треба да го подобруваме и слично, но и во другите општини мора да создадеме начин како тоа да се организира за да навистина ги заловуваме кучињата кои што за жал растат во огромен број и мора државата да воспостави сметка и грижа за ова работа, иако надлежноста е кај општините, а вклучително и градот Скопје. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари по повод трагичниот настан се огласи на неговиот Facebook профил. Изрази огромно жалење и побара да не се прават политички драми. Тој